Амандмани од овластени предлагачи. Преминуваме на претрес по амандманите. Отварам претрес по амандманот на членот 5, заменување на ставот 2, поднесено од претениците Малиша Станковиќ, Зоранчо Јованчев, Билјана Кузмановска, Петар Ристовски, Олга Лозановска под архивски број 08 22 47/2. Ве известувам дека амандманот беше разгледан во матичното работно тело и истиот беше усвоен. Дали некој бара збор по овој амандман? Збор има претеникот Малиша Станковиќ, поверите. Благодарам, председателе. Ќе бидам сосема краток. На матичното работно тело го разгледавме и го усвоивме амандманот. Целта на поднесувањето на ваквиот амандман беше да ги надминеме сите оние претходни дискусии кои што ги имаше за време на првото читање на законот, каде што се појави една дилема дали со поднесеното законско решение ќе дозволиме луѓе кои што име одземено ловиштето повторно да имаат право да учествуваат на ловиштето, и се годиме со следнава формулација која што сметам дека е доволно јасна и дека ги надминува сите овие прашања и дилеми. Право на учество за доделување на дивечот за ловиште на користење немаат правни лица и управители на субјекти на кои во претходниот стопански период им било одземено правото за користење на дивеч во ловиштето или концесија по основ на едностран раскин на договорот или со извршна судска одлука, и тоа во период од 5 години сметано денот на едностранното раскинување на договорот. Го ставивме овој период од 5 години бидејќи сметаме дека во период од 5 години би завршиле сите судски инстанции без разлика на тоа кој ги покренувал, и нормално доколку еден правен субјект или управител се огрешил со своето дејание во однос на земената концесија на ловиште, тој тогаш ќе добие и други некои забрани, нема да биде само раскинувањето на договорот, туку ќе биде и соодветно казнет. Меѓу другото, судот во најмала рака ќе му изрече и забрана за вршење на дејност на правниот субјект, додека па им даваме можност на оние лица кои што во судска постапка, правни субјекти или управители на правните субјекти, ќе докажат дека надлежниот орган едностранно го раскинал договорот неосновано. Па сега тие лица па нема два пати да ги казнуваме, туку во рок од 5 години, значи ќе стекнат повторно услови кога ќе заврши судската постапка да може да аплицираат повторно за некој ловиште, бидејќи низ една судска инстанца докажале дека противправно им бил раскинат договорот кој што претходно го имале. Така да сметам дека со ваквата една формулација на наведената одредба од членот 40 од Законот за ловство ќе ги задоволиме сите странки, ќе го допрецизираме она што и претходно постоеше како законска одредба. Од тие причини комисијата матичното работно тело, Комисијата за земјоделство, го прифати овој амандман. Благодарам. Ви благодарам и вам.